Во наредните 5-16 минути разговараме со нашиот гостин Никола Димитров, заменикот председател на владата, задолжен за европски прашања. Господин Димитров, добро утро. Добро утро и вам и на гледачите, слушатели. Да, благодарам. Причината за која што сакав да поразговарам е оваа контроверза која што во последните 2 дена се појави во Словенија, која што практично ве утринава има некаков развој, се разбира, зборувам за она што се појави како евентуално постоење на некаков нон-пейпер кој што председателот на словенечката влада Јанес Јанша го пратил до Брисел, а во кој што наводно се заговара, како да кажем, преотварање и отварање на сите практично прашања околу, како што овдека го нарекоа, распадот до распаѓањето на Југославија, во кој што тој наводно советува да сите овие босанско-херцеговски, црногорски ситуации, Косово, па дури и Северна Македонија, бидат предмет на повторни територијални некакви дилеми и така натаму. Прво, какви се вашите информации? Постои такво нешто или бидејќи во Брисел официјалните извори демантираа дека добиле такво писмо? Меѓутоа, знаете како нон-пейперите се во принцип, тоа вие го знаете, се документи кои што не постојат. Да. А и Јанес Јанша вчера за еден прилично обскурен македонски портал демантираше дека постои такво нешто, ама не баш многу јасно, прилично шкрто со многу, како да кажем, двосмислени зборови, не се впушти во објаснување, да речеме дека тој никогаш не би го предложил тоа, туку само оспоруваше дали има или нема таков документ. Што се вашите информации? Не е до крај јасна ситуацијата. Мислам дека од мене би било неодговорно да влезам во тој домен на шпекулации. Дали имало, дали немало. Треба да следиме тоа што официјално пред камера изјавуваат портпаролите во комисијата, портпаролот на председателот на Европскиот совет Мишел, самиот премиер Јанша и така. Меѓутоа, мислам дека никогаш не смееме да бегаме од дебата и од изразување на јасна македонска позиција по ова прашање, бидејќи се работи за пресериозна теза. И јас повеќе би сакал шпекулациите и наводите во медиумите ширум Балканот да ги искористиме како повод малку да поразговараме за таа теза, бидејќи таа теза ќе излезе малку, па пак ќе се врати. Да, таа не исчезнува сите овие децени. Ќе излезе малку, па пак ќе се врати. Така е. Беше актуелна во контекст на разговорите Приштина-Белград. Повремено имаше некои аналитичари кои што пропагира и така натаму. Ние на Балканот имаме искуство, не така одамна, што се случува кога тезата дека не можете да живеете ако не сте обкружени само со луѓе како вас, од вашата етничка група, од вашата етничка заедница, стане политика официјална и реална. Ние сме, за жал, регион каде крајот на минатиот век имаше многу злосторства, и имаше многу жртви и имаше војна. Следење кога границите следат етнички линии, тоа е една пракса од времето на колониализмот. Во Европа нема баш промена на граници. Последната во Западна Европа е слободната ирска држава, 22 година, 1922, и има, се разбира, со крајот на Втората светска војна, ова што се случи со престанувањето на Чешко-Словачката држава, да? бивша Југославија и така натаму, тоа се граници кои што веќе беа воспоставени меѓу единките што ги создаваа тие држави. Европската идеја
како мировен проект, целата Европска Унија започнува како мировен проект, се темели на концептот на намалување на значењето на границите. Да речеме во Тирол, да речеме меѓу Полска и Германија. И мислам дека било кој што малку се грижи за стабилноста и иднината на Балканот, би требало да верува во европската теза. Ние треба границите да ги направиме што помалку видливи и што помалку релевантни, а не да се фокусираме на границите, бидејќи нема крај таа работа. Ако ми дозволите, знам дека вие не сакате да се впуштите во коментирање на конкретно на ова, бидејќи се разбира дека може би и позицијата не ве личи тоа да го правите, оти се ова во сферата на сивата зона. Но, сепак, бидејќи јас имам огромно искуство во врска со овој вид на скандали, би го нарекол, или афери кои што се пуштаат. Значи, некаква идеја сигурно постоела. Дали постоел нон-пепер или не знаеме точно, но оно што го пишуваат словеничките медиуми, прилично таму има и тврдења дека такво писмо постои. Добро, тоа е сега неважно дали постои или не постои. Важно е дека се заврте идејата уште еднаш и важно е дека тој што сакал да ја пушти таа идеја успел во својата намера, бидејќи тоа сега е тема по сите засегнати, а и помалку засегнати страни, не само на Балканот. Ние знаеме дека господинот Јанша го нарекуваат мини Трамп, дека тој понекогаш е и така наречениот мистер Твито, бидејќи многу твитира, па предизвикува различни реакции и сето тоа. Но, дали таква идеја може би не им доаѓа згодно и на некои други поголеми земји во Европската Унија, кои што самите не би покренувале овој вид на размисли, но цело време држат една позиција дека замрзнатите конфликти може би е време да ги менуваме поинаку. Самите го спомнавте Косово, Босна и Херцеговина е една ситуација во која што со години наназад се разговара дали да се ревидира Дејтонскиот договор или да се оди на потполно нов концепт и така натаму. Сакам да кажам дали Јанес Јанша може би не врши нечија услуга на еден прилично непријатен начин, се разбира, за нас, и како тоа потоа оти се ова остава трага, потоа ова ќе биде дел од некаков историјат во ќе кажеш да, ама тоа веќе господинот Јанжа тогаш во една контроверза се спомнуваше, не се спомнуваше. Јасна ли е нашата позиција, пробиваат ли овие позиции во Брисел? Тука е битна Европа, Брисел, меѓутоа и Берлин, и Париз. Тука е исто така многу важен и ставот на Вашингтон. И мислам дека со сегашната администрација во Вашингтон ние ќе видиме еден континуитет на американската политика кон Балканот, кој што во контекст на претходното отворање на оваа тема, амбасадорот Джеймс Пердју во колумна ја образложи после Дејтон, цитирајќи еден од принципите на нашиот, на Охридскиот договор, кој вели нема територијални решенија на етнички прашања. Член 2. Да. Ако не се лажем од Охридскиот договор. Тоа го гарантира унитарниот карактер на државата во суштина. Да, и логиката е, мене дури и ќе дојда ми до прашањата, ама една поента да не ми избега. Дури има и цивилизацијски пораз ако ние во 21 век во Европа на некој начин прифатиме дека не сме способни да живееме во различност. А и дека не сме способни да се грижиме за правата на другиот, да изградиме таков систем што ќе се грижи и за правата на различниот од нас. Многу е тешко да се нацртаат етнички линии. Секогаш ќе има нешто што ќе остане мултиетничко. Се разбира. И таа операција може да е примамлива за некој политички наратив, кој што на релативно површен, едноставен начин сака да во митот за големите држави постојат во сите народи на Балканот. Голема ваква, голема таква, трета, четврта. Берлин, кога се отвори ова прашање тогаш, во тој тајминг од прилика кога ја излезе и оваа колумна што ја спомнав, застана многу јасно на ставот дека иднината на Балканот мора да биде европска и границите
наместо да размислуваме дали ни се добри, да ги направиме нерелевантни, невидливи, такви какви што се европските. И ова што Берлинскиот процес го продуцираше, заедничка економска зона, патување со лични карти на секаде, прифаќање на институциите на другите држави за транспортот да оди едноставно, да не застанува на секоја граница, бидејќи не сме многу големи држави во овој наш регион. Доаѓа до граница. Така што мислам дека јас не велам дека ние немаме проблеми на Балканот. Меѓутоа, ова не е решението. Не, тоа мене ми е јасно. Она што и дури малку не одвлекува од вистинската мака. Па се разбира. Што често, нели, може да е згодно за еден или друг политичар, бидејќи вистинската мака не е, ние ако ја отвориме дебатата за граници, ја чисто ова го велам. Балканот ќе заврши, нема да има луѓе. Додека ние разговараме за граници, граѓаните на Балканот ќе се заминат во Европа, бидејќи нема да имаат веќе трпение да чекаат европски живот да се обезбеди дома. И наместо муабет за работа, за плати, за здравство, за образование, за чист воздух и така натаму, не знам кој ќе остане овде да ги дебатира овие теми. Оваа контроверза доаѓа во многу деликатен момент и за Балканот и за Европската унија, бидејќи рейтингот на Европската унија е во страшен пат. И во самата Европска унија, особено на Балканот. Да не се навраќаме сега на анализи околу пандемииве, околу разни други прашања, случаите со нас и со Албанија, бугарското вето и така натаму. Меѓутоа, Јанес Јанша артикулира една особена политичка позиција на една конзервативна десница, па би рекол дури и крајна десница, заедно со својот колега во Будимпешта, кој што можеби ова што денеска го разговараме е и известна позиција против токму берлинската позиција и таа берлинска визија за тоа како треба да изгледа Балканот. Затоа ве прашувам дали ние имаме доволно отворени уши и очи за тоа што се случува по европските центри, бидејќи ние сме во прашање, кога велам ние, говорам за балканските држави, каде што заради разни европски математики, Јанес Јанша не е најзначајниот играч на европската шема. Јас само се плашам да тој не артикулира позиции за кои што може да застанат потоа и други некои поголеми играчи. Без разлика колку веруваме на мудроста, на зрелоста, на визијата на големите, нашето гајле, задача наша е секогаш да си го береме сами. Мислам дека ние не сме во фаза кога решението за некој од отворените балкански проблеми ќе дојде само од надвор. И во претходната дебата, кога ова прашање се отвори во другиот контекст што го споменуваме, ние тоа го направивме и си посеавме од нашата перспектива на сите клучни места каде што се носат одлуки и тоа се разбира ќе продолжиме да го правиме. Јас честно е да кажам дека скоро бев во Љубљана. Немав средба со, иако побарав, ама мислам дека не беше тој ден во градот, немав средба со премиерот Јанша, меѓутоа имав со претседателот Пахор и имав со министерот за надворешни работи Анже Логар. И таму главната дебата, јас не чув ништо на оваа линија. Дебатата беше дека многу е важно да има напредок во европската приказна, дека моментумот е многу, да не речам изгубен, ама многу подразнишен, и дека првата меѓувладина конференција со нас ќе биде меѓу високите приоритети на словенечкото претседателство. Така што важно е на некој начин и тоа да го објасниме, да го потенцираме, меѓутоа не значи дека имаме луксус да бидеме пасивни и затоа мислам дека е многу важно нашиот глас да се чуе секогаш кога ќе се отвори оваа тема, бидејќи ние сме дел од овој регион, ние живееме во овој регион. И први ние ги сносиме последиците. Да. Бидејќи имаме само уште 2 минути, ситуацијата во Бугарија води по се изгледа кон најверојатна можност од нови избори.
од она што го читам во бугарските анализи, таму секоја влада ќе биде нестабилна, па дури да биде и малцинска, поддржана и така натаму. Тамошните анализи велат дека најверојатно ќе се оди на нови избори, можеби дури и со претседателските или рано идната година. Како е нашата, не би рекол позиција туку, како сме ние отворени кон сега оваа компликација постизборна во Бугарија? А во врска со нашата аспирација се разбира врзана за бугарското вето. Нас ни треба сега малку стратешко трпение да видиме кој ќе биде соговорникот. Мислам дека бугарското општество покажа зрелост со делот резултатите од овие избори. Мислам дека станува се поочигледно дека заглавивме на штета и на бугарската и на македонската страна. Овие денови доста размислувам, читам околу ова, чекајќи да видиме што ќе се случи. Можно е, ама не би шпекулирал, не е моја работа да шпекулирам, мислам дека е важно да се чекаме да видиме кој ќе биде во Софија соговорникот. Има една декларација, бидејќи бев баш во Словенија, во Хрватска, што на 25 септември 2019 година ја подпишуваат министрите за надворешни работи на Бугарија, Грција, Хрватска и Романија, која што меѓу другото согласно се разбира да се почитуваат договорите за пријателство со Бугарија, Преспанскиот и така натаму, повикува на неодлежно отварање на преговорите со Северна Македонија. Тоа е 14 дена пред декларацијата во бугарскиот парламент, што има многу различен тон. И затоа имам чувство дека ние односот мора да го вратиме на колосекот, каде што бевме и кој што почна со договорот за пријателство. Мислам дека тоа е многу важно за нас, многу важно за европска Бугарија и дури многу важно за историските блискости кои што се некако многу противречни на ова што сега се случува. Не смееме овој јаз да го оставиме предолго да постои, бидејќи оди анти пријателството, антидобрососедството и долгорочните интереси на двете страни, на регионот и на Европската унија. Никола Димитров, 10 часот и 1 минута, цело време гледам Многу сме прецизни. Часовникот. Има тука уште 10 подпрашања, ама ќе оставиме тоа другите колеги во овие што имаат поголеми дебатни формати да ве подпрашат. Мене беше важно да ги добием овие неколку става во однос на овие актуелности кои што се однесуваат на европската надворешна политика. Ви благодарам за Благодарам на поканата, убав ден да имате. Благодарам.